Превозниците на стоки и патници што се упатуваат кон државите на Европската Унија од денес се соочуваат со нови процедури за влез и излез во Шенген зоната. Системот за електронско евидентирање на граничните премини почна да функционира од 10 април за сите странски државјани, но од 6 држави на Западен Балкан изразија загриженост дека им се оттежнува работата на возачите на камиони и автобуси. Дали возачите ќе можат да возат повеќе од 90 дена во 180 дена во Шенген зоната, од Сдруженијето Макам Транс велат дека добиле позитивен одговор за одложување на рестрикциите до септември. Уште од првиот ден се забележени компликации и долги чекања на граничните премини со Европската Унија. И во Хрватска и во Унгарија имаше долги редици на нашите камионџи кои за прв пат нема да добиваат печати во пасошите, туку ќе бидат фотографирани и ќе им се скенираат отпечатоците од прсти во системот. Макам Транс вели дека целта е да се обезбедат услови во преодниот период за непречен транспорт на стоки и патници во Европската Унија, без неправедни ограничувања или дискриминаторски постапки, во согласно со спогодбата за стабилизација и асоциација и билатералните договори во патниот транспорт. По протестите од 26 до 29 јануари, со блокирање на граничните и царинските премини, возачите на камиони и автобуси беа признати како посебна професија од властите на Европската Унија. За оваа категорија професионалци ЕС е одложен до септември, велат од Министерството за транспорт и врски, идентификувајќи ги државите од Европската Унија каде најмногу патуваат нашите камиони и автобуси за да добијат долгорочни работни визи. А со Бугарија и со Грција да има договор, имајќи предвид дека тука има дневна циркулација, да воопшто не се потребни визии, да нема ограничување. И сега го работиме овој трет пакет, оди релативно добро. Швајцарија веќе го воведе. Во Хрватска моментов ево Сабор. Последната недела од април денеска го подпишав решението наши представници одат во Романија за и таму да се реши проблемот. Понатака Унгарија ветија по завршување на парламентарни избори кои што се сега во недела дека ќе работа на решавање на проблемот. На 21 и на 22 април владина делегација предводена од премиерот оди во Австрија на средба со канцеларот на Австрија. Ова е едно од врвните прашања кои што ќе се разговара на агендата. Властите соопштуваат дека и со Германија се водат разговори преку Стопанската комора на странски инвеститори, а со Обединетото кралство се започнати посебни преговори, бидејќи не е повеќе дел од Европската Унија и Шенген зоната и има други правила за работни визи за професионалците. Некои возачи велат дека за Обединетото кралство добиваат привремени работни визи, додека за Швајцарија, која е во Шенген зоната, но не и во Европската Унија, добиваат визи со дозвола за ограничен престој од 80 дена.